Време е за најновите информации од регионот Македонија и светот. Започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Протестина за заедничка Македонија во Велес и Неготино. До 15 март е рокот за поднесување годишни сметки за 2016 година. Одбележан светскиот ден на бубрегот. Велешани вчера вечер повторно излегоа на улиците од градот и го искажаа својот револт, упатувајќи пораки за единствена, унитарна и самостојна Република Македонија. Ние сме тука во одбрана на Македонија и македонскиот идентитет и нема да дозволиме некој да ги урне темелите на нашата татковина, порачаа Велешани. Унитарна Македонија, не двојазичност и кантонизација, не за уставни промени, не за промена на знамето, химната и грбот на Република Македонија. Ова се пораките испратени вчера вечер од Велешани на мирниот протест. Кога се работи за Македонија, ние сме тука да стоиме цврсто во одбрана на својата татковина и да овозможиме идните генерации да се наречат македонци. Затоа подалеку рацете од Македонија, македонскиот народ и историја, порачаа Велешани. Јас одовде денеска кажувам дека не сум спремен да прифатам и не прифаќам разопричување и негирање на мојот идентитет и моето чувство на припадност. Не прифаќам двојазичност, бинационалност, промена на знамето, промена на парите, промена на химната. Македонскиот идентитет секој македонец треба да го чува како зеницата во окото. Без него еден човек е никој и ништо, порачаа Велешани. Ние македонците не се мешаме во историјата и идентитетот, како и во внатрешните работи на туѓите држави. И затоа порачуваме, не мешајте се ни вие. Со тиранската платформа ќе се редефинира државата и тоа нема да помине. Ние сме против двојазична Македонија и против бинационална Македонија. Ние сме за заедничка Македонија, за еднакво општество, за сите нејзини граѓани. Организаторите ги повикуваат граѓаните да излезат и на мирен начин да кажат не на обидите за редефинирање на Македонија. Неготино беше еден од 26 градови во земјава кои вчера вечер, како и претходните денови, дадоа силна подршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Многубројни граѓани на овие протестни маршови го изразија несогласувањето со платформата изготвена во друга држава, за која тие сметаат дека е во насока на разнебитување на македонското ткиво. Протестен марш вчера вечер по седми пат се одржа и во Неготино. Пред присутните се обрати Методи Митрев, долгогодишен новинар. Тој меѓу другото рече дека многубројни жители на градот и населените места учествуваат на овие протести, изразувајќи го на тој начин своето несогласување со платформата изготвена во друга држава. За неа тие сметаат дека е во насока на разнебитување на македонското ткиво. Впрочем, како поинаку и би се протолкувале залагањата за целосна двојазичност во Република Македонија, преговарање за минување на химната, знамето и на крај името на нашата држава. Токму затоа категорично сме против тиранската платформа подпишана постизборно во друга држава, бидејќи излегува од рамките на Охридскиот договор. Евентуалното реализирање на точките предвидени во неа води кон промена на уставот, што ќе значи бинационално редефинирање на Република Македонија.
Македонија има свој устав кој мора да се почитува, има свој јазик и унитарност кои представуваат столб за граѓаните кои живеат во неа. И токму затоа граѓаните се едногласни дека нема да се дозволи загрозување на унитарноста на Република Македонија, нагласи Митрев. Нема да се дозволи промена на химната, знамето и државниот грб. Односно, народот нема да дозволи некакви си туѓи платформи да влијаат на нашата и на иднината на нашите деца, кои во иднина ќе се гордеат со сите кои застанале во одбрана на македонскиот идентитет и суверенитет. Бидејќи токму младите се иднината на нашата држава, Митрев апелираше покрај сите граѓани кои секоја вечер протестираат низ улиците на Неготино и останатите да се приклучат на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и сите сплотени заедно да ја искажат својата решеност за зачувување на унитарниот карактер на Република Македонија во одбрана на уставот и сите символи на македонскиот национален идентитет, јасно порачувајќи дека нема да дозволат истите да ги менува некој однадвор. Република Македонија важи за аграрна земја поради што наводнувањето на земјоделските површини е од голема важност. Одржувањето на каналската мрежа е една од редовните активности на водостопанството во земјата. Повеќе на оваа тема ќе разговара првиот човек на акционерското друштво Ромио Триенов вечерва во 21 часот во емисијата Отворено за со Дијана Иванова. Ако еден земјоделец троши за вадење односно за наводнување од пумпа или од систем кој што сам си го направил или од река, трошење на гориво, на бензин и така натаму, тој систем, односно тој производ кој што ќе го произведе ќе има повисока цена на чинење и го прави земјоделецот неконкурентен на пазарот. Тоа значи дека ние, дали има потреба? Апсолутно има потреба. Апсолутно има потреба за градење на нови и по мене функционални мали системи. 300 до 500 хектари. Бидејќи таму полесно се менаџира со тој систем, земјоделците можат согласно соработката, нашата соработка и согласно нашите ингеренции полесно да дојдат до вода за наводнување и таа вода многу полесно се менаџира, се штеди и е многу поевтина и дава конкурентен производ. Улиците Киро Крстев и браќа Џунови во Кавадарци добија нови дрвореди, односно беа посадени повеќе од 20 на млади дрвца, додека пак на улиците Тиквешко и Страшо Пинџур се планира да се посадат нови 70 на млади садници со можност за брза вегетација и 100% можност за зафаќање. Од денеска започна пошумувањето на нови дрвореди на улиците Тиквешково Станија и Страшо Пинџур. Се планира да се посадат нови 70 на млади садници со можност за брза вегетација и 100% можност за зафаќање. Стручните лица на хигиена и зеленило направија проценка за потребата од обновување на дрворедите во градот, со одветна заштита и подкастрување на старите насади кои редовно ги контролираат и на нив соодветно се реагира со цел да не направат материјална штета или припаѓање да повредат минувачи. Во текот на изминатите денови на улицата Киро Крстев никна нов дрворед. Обновени беа уништените млади дрвца на оваа улица со нови посилни високи стебла на јавор, кои се смета дека ќе ги издржат налетите на насилниците. Овде се посадени 20 нови стебла, за кои дождот ќе помогне тие побрзо да се зафатат. Според информацијата од јавното претпријатие Комуналец, оперативната единица хигиена и зеленило, кои ја изведоа оваа активност, покрај 20 садници на Киро Крстев се посадија и неколку млади стебла јавор на спротивната улица браќа Џунови од спротивниот дел на реката. Борбата за ширење на бројот на дрворедите и нивно обновување продолжува незапирливо, велат од Комуналец. Не постојат насилници и вандализам кои можат да ја уништат желбата, а повеќе од се потребата од зголемување на површината под зеленило, без разлика дали се тревни површини или млади дрвореди. Впрочем, справувањето со загадувањето и последиците од него е наефикасно со ширењето на еколошка култура и бројот на садници, кои ни даваат кислород и прават сенки во лето.
Во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на бубрегот, Сдруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон ја посети фирмата Ронтис во Велес. Целта е да се подигне свеста кај населението како и ризик факторите. Во светот само на дијализа се 2 милиони пациенти, а очекувањата се до 2030 година таа бројка да биде 5 милиони. Сдруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на бубрегот организираше посета на фирмата Ронтис, која произведува крвни линии за хемодијализа. Сдруженијето постои 14 години, а целта на неговото постоење се проблемите на бубрежно болните пациенти. Вкупниот број на дијализни пациенти во земјава е околу 1500. Во светот само на дијализа се 2 милиони пациенти, а очекувањата се до 2030 година таа бројка да биде 5 милиони. Со поведувањето на концесионерството, условите за дијализа се подобрени во земјава. Секој прави дијализа во местото на живење, а набавени се нови апарати и материјали. Надминат е проблемот со добивањето хепатит С, затоа што сега апаратите се одвоени. Најголем проблем е трансплантацијата од починат донатор. Преостанува кампања на национално ниво, кое што ќе ја подигне свеста и системско организирање на трансплантацијата, каде што тоа нема да зависи од тим од 20-тројца ентузијасти, него треба да се направи систем кој што за подолг период тоа ќе го работи и само тоа ќе го работи. Преку одбележувањето на Светскиот ден на бубрегот, целта е да се подигне свеста кај населението како и ризик факторите. Има неколку работи кои мора да ги знаат, начинот на исхрана, кои како многу се разликува. Ова е многу комплексна болест. Едно е кога човекот е во некоја почетна фаза на бубрежна болест, се храни на еден начин и треба да се храни, сосема друго е кога е на дијализа. Значи, тоа мора да се знае. Тоа мора да се знае и тоа мора да се практикува. Дебелината. Значи, секој пациент и потенцијален пациент треба да знае дека дебелината е голем ризик фактор. Огромен ризик. Крвниот притисок. Значи, крвниот притисок е втор по она што проузрокува тешка бубрежна или хронична бубрежна болест. Компанијата Ронтис покрај сетови за дијализа произведува и катетри, медицински помагала за администрација на течности, а истите се пласираат во речиси сите земји во Европската Унија. Само за 3 дена производство ние ќе го задоволиме потребите на пазарот во Македонија за цела година. Така да останатите наши производи претежно одат за извоз во високосензитивните пазари. Ронтис е сертифицирана компанија од сертификационото тело Декра од Германија, што е доказ дека ги исполнува барањата кои се потребни за производство на вакви типови медицински производи. Во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци премиерно беше прикажана пред кавадарчани представата. Првен ке ме земеш, после ке ме се работи за представа на приватната продукција Театар Крикот Скопје, во која играат Мирјана Поповска-Ристов, Роберт Ристов и Дарко Велич. Режијата е на Ѓорги Ризески. Премиерно пред кавадарчани беше изведена театарската представа Првен ке ме земеш, после ке ме 3 точки. Во продукција и изведба на театарот Крик. Действието се случува во една кафејана каде се запознаваат двајца млади. Ветеринарот Ѓорги Мучев, маж со неуспешен брак зад себе, решен никогаш повеќе да не се жени и на оваа средба гледа само како едновечерна авантура. А таа девојка со веќе донесена одлука да се мажи на оваа средба уште истата вечер. Ваквите контраочекувања, оваа средба ја прават исполнета со многу конфликтни ситуации кои во одредени моменти водат до точка на безизлезност. Се работи за реално шоу, еве вака да ви пообјаснам зашто е представата, на кој што се пријавени двајца луѓе во подминати години, едната 30 годишна девојка која што е решена до својот 30 роден ден да се мажи, а додека мажот е еден маж со одминат, со еден брак зад себе, неуспешен брак се разбира, и тој реши никогаш повеќе во животот да не влезе во брачните води. Така што двајцата луѓе во својата фаза на животот имаат сосема спротиставени ставови и тоа е тоа што ја прави представата интересна.
По пат на гласање, публиката одлучуваше во која насока ќе оди представата, така што секоја нова реприза ќе биде по многу сцени поразлична од претходната, но на крајот сепак љубовта победува, ни рече актерот Роберт Ристов. Публиката гласа и секогаш публиката гледа различна варијанта, затоа што не верувам дека некогаш ќе се случи истата представа и баш истиот гледач ќе присуствува баш на ист избор од публика. Во представата играат Мирјана Поповска-Ристов, тоа е мојата сопруга во приватниот живот, и Дарко Велјич, јас Роберт Ристов, режијата на Ѓорги Ризески. Салоните за сега се преполни, се надевам дека така ќе остане и во иднина. Оваа урнебесна комедија е во режија на Ѓорги Ризески. Улогите ги толкуваат актерите Роберт Ристов, Мирјана Ристов и Дарко Велич. Од присутноста на представата се увиде фактот дека кавадарчани се гладни за театарски представи. Македонија и Србија ќе добијат 30 милиони евра помош од Европската Унија за санирање на последиците од бегалската криза во Западен Балкан, што ги одобри вчера Европската Унија. Од Европската комисија наведоа дека средствата се одобрени покрај 59 милиони евра, кои веќе се доделени на Македонија и на Србија од почетокот на мигрантската криза во 2015 година. Вести од земјава. Правните субјекти основани согласно Законот за трговски друштва, кои што го пропуштиле рокот за поднесување годишна сметка за 2016 во хартиена форма, можат да поднесат таква сметка преку системот за електронско поднесување, заклучно со 15 март, информира Централниот регистар на Македонија. На истекот на рокот следната недела во среда, Централниот регистар ќе врши прием на годишни сметки за 2016 во хартиена форма за трговци поединци и самостојни вршители на дејност во сите регистарски канцеларии ширум Македонија од 8 до 20 часот. Државниот завод за статистика објави дека просечната цена на метар квадратен стамбена површина во 2016 година изнесувала 43.091 денар, што е за 6,5% помалку во однос на 2015. Минатата година просечната цена на метар квадратен стамбена површина во Скопје била 50.829 денари, за 3,9% помалку во споредба со 2015, а во останатите населени места во државата таа изнесуваше 32.721 денар или за 1,6% помалку во однос на 2015. Во второто во однос на првото полугодие на минатата година, просечната цена на метар квадратен стамбена површина е намалена за 5,9%, а во Скопје намалувањето изнесува 3,8%. Наведените просечни цени на метар квадратен стамбена површина се без данок на додадена вредност. Најмалку 30 лица загинаа денеска при експлозија на две бомби во сирискиот главен град Дамаск, соопшти Сирискиот центар за мониторинг на човековите права. Според истите извори, двете бомби поставени од терористи експлодирале во близина на гробиштата во населбата Баб Мусала. Останатите вести од светот во продолжение. Председателот на Француската народна унија на републиканците Франсуа Селино успеа да ги собере потребните 500 неизбрани представници за поднесување на председателска кандидатура, со што и официјално стана кандидат на председателските избори во Франција. Тој обезбеди 524 потписи, со што официјално се вклучува во трката на председателските избори закажани за во април. А Селино беше еден од поборниците на отфрлањето на договорот од Амстердам, а својот единствен изборен мандат го освои во 2001 година, кога стана член на Градскиот совет на Париз. А Селино, кој се залага Франција да ја напушти Европската унија во 2007 година на денот на одбележувањето на 50 годишнината од договорот од Рим, со кој се поставени темелите на Европската унија, ја формираше неговата Народна унија на републиканците. Тој себе си се гледа како ослободител на Франција, која според него е раководена од странски сили.
Шефот за хуманитарни прашања на Обединетите нации Стивен О'Брајан во своето обраќање пред Советот за безбедност на Обединетите нации изјавил дека светот денес се соочува со најголемата хуманитарна криза по 1945-та, бидејќи во само 4 држави на 20 милиони луѓе им се заканува опасност да умрат од глад. Без колективни и координирани глобални напори, многу луѓе едноставно ќе умрат од глад, а други од болести поврзани со неухранетоста, додал тој. Во моментов итна хуманитарна помош во храна им е потребна на Јемен, Јужен Судан, Сомалија и северноисточните делови на Нигерија, рекол О'Брајан. Обединетите нации и партнерите се подготвени да пружат помош, но за тоа се потребни пари и слободен пристап до конфликтните зони. Да бидам прецизен, потребни ни се 4,4 милијарди долари само до јули, потенцира О'Брајан и додал дека мора да се преземат мерки за заштита на хуманитарните работници во конфликтните зони, кои биле убивани, а нивните простории биле цел на напади и грабежи од страна на припадници на вооружени групи. Соединетите Американски држави и Русија започнаа првична размена на мислење околу можноста за воведување директна врска за комуникација околу случувањата во Сирија на ниво на високи воени представници, соопшти синоќа портпаролот на Сдружениот генералштаб на американските вооружени сили Грегори Хикс. Според него, била одржана работна средба на воени представници на двете земји, на која ги разгледале можностите во воспоставување на ваква врска со цел да се намали ризикот од меѓусебна конфронтација на територијата на Сирија и во воздушниот простор на оваа земја. Времето во Македонија променливо облачно с умерен до засилен ветер од северен правец. Ветерот наместа достигнува брзина од околу 80 км на час. Локално се уште ќе има услови за слаб дожд, а на планините снег. Деталите во продолжение. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.